Почитувани избирачи, ова е нашата платформа, насловена како Битка за Македонија со 10 стратешки определби. Оваа платформа во изминатиот период ја поделивме низ Македонија во 100.000 примероци и ова е нашиот план и визија за Македонија. Меѓутоа, денеска сакам во името на нашата коалиција да промовирам уште еден стратешки чекор кој што ние ќе го преземеме доколку ја добиеме довербата. Доколку македонскиот народ ни ја даде довербата, прва задача на нашите пратеници ќе биде во парламентот да направиме промена на уставот и на законот со кој што ќе се предвиди дека највисоките државни функции, премиер на државата, претседател на државата и претседател на собранието мора да ги водат православен и македонец. Зошто го велам ова? Ова е практика во сите западни развиени демократии, посебно во монархиите. Пример да ви ја спомнам Англија. Таму, без проверка на нивната служба за безбедност МИ-5 и МИ-6, кој го испитува секој кандидат за премиер наназад до четврто колено, не може друг да биде премиер. Ние тука имавме една поразителна ситуација. Во 2017 година, кога дојде до промена на власта, видете ги трите битни функции. Ѓорги Иванов беше председател на државата. Тој не е македонец, ама е православен. Зоран Заев е македонец, како премиер беше, а не е православен. Талат Џафери не е православен и не е македонец. Значи имавме една поразителна ситуација, највисоките државни функции да не ги водат македонци и православни. Од тука сега ние ја промовираме оваа идеја, значи доколку ја добиеме довербата, мора највисоките три државни функции во државата да ги водат македонец и православен во доминантно македонска Македонија и во доминантно православна Македонија. Да не бидам погрешно разбран, ова не е никаков некој шовинистички испад, бидејќи сите останати функции во втори, во трета ешелони слободно може да бидат и припадности на другите малцинства. Може да бидат и роми, и турци, и власи, и срби, и бошњаци, и албанци. Меѓутоа, трите клучни функции во државата, како во сиот нормален свет на запад, мора да ги водат македонци и православни. Го повикувам народот масовно да излезе на 15 јули, бидејќи ние како единствена Македонија и коалиција Никогаш Северна, само Македонија ја бараме првата шанса на изборите, а тоа може да биде и последната шанса за Македонија. На 15 јули ќе престанат националните предавства. На 15 јули ќе завршиме со националното понижување на Македонија и на македонците. На 15 јули ќе завршиме со наредбите од странство. На 15 јули народот ќе ја даде довербата на патриотски и национални сили кои што ќе ја вратат Македонија на изворните национални и патриотски определби. Горе главата горди мои македонци, ова е наша земја, ние одлучуваме.